Символ на луксус во времето на францускиот крал Луј 14, дар на боговите според славниот еп Одисеја на Хомер, а пред се символ за здравје во денешно време. Во право сте ако помисливте на круша. Таа е богат избор на витамините С и К, витамините од групата Б, а од минералите најмногу се издвојуваат бакар, калциум и железо. Имајќи го в предвид нутритивниот состав, логични се и бројните здравствени придобивки. Крушите се одличен избор за оние кои што имаат модерен стил на живот, изложени се на стрес, постојано се исцрпени и губат енергија. Исто така, крушите се природен антиоксиданс, дополнително се препорачуваат против многу заболувања, вклучувајќи ги и малигните. Во ова чудесно овошје уживал човекот од каменото доба, а ништо не е поразлично и до ден денес. Секој го конзумира онака како што милува. Некој сака компот може да прави, а јас свеж. Најубави се тие малку црвените од паланка. Ау, круш е многу убаво, како не. Може да направиш и компот убав. И онака исто за јадење, тоа овошје е сезонско сега, круш е убаво се. Постојат илјадници сорти на ово овошје, а невкусните веќе може да се пронајдат на пазарите и во пилјарите. Прв пазар ни е овој, прв пат почнуваме да береме, па ова е една од најраните сорти. Па да, тражи се. Веројатно, најстарото се уште родно дрво на круша во Македонија е од сортата Боздонга и се наоѓа во Ресен, во дворот на една семена куќа во близина на Домот на културата. Се претпоставува дека дрвото било засадено во времето на Нијази бек пред повеќе од 150 години.